Здраво на сите, се надевам дека сте добри и дека во добро здравје и со вера во Бога ја дочекавте новата година. Изминатава година што помина, некои луѓе оздравеа, но некои заминаа. Тие што заминаа и го напуштија овој свет, некои се при Бога, додека други не. Сакам да споделам со вас одредени заклучоци и она што на некој начин го имам во моето срце, го чувствувам, а воедно и она што ме инспирира од Светото Писмо. Ние живееме во непредвидливо време и секој од нас тоа веќе го согледува. Не знаеме што не очекува во текот на денот, а има многу опасности. Сепак ние треба да сме свесни дека некој го има првиот и последниот збор, а тоа е Бог. Јас би сакал да споделам нешто кое што може би ќе ви даде една поинаква перспектива. Јас верувам дека Бог навистина не чува, но дека системот не функционира. Во светски размери, сето она кое што беше во служба на луѓето во едно општество, сега работи против човештвото. Колку и да звучи ова смело, да звучи како теорија на заговор, гледаме низа сомнителни нешта кои што отвараат прашања и прашања како една кутија која што едноставно нема крај во откривањето на сето она што е во нејзе. Не знам дали вие тоа го гледате, но јас гледам една поголема слика и гледам дека се диригира една глобална стратегија со разни изговори кои што носат еколошки или хумани пароли, а позади кои што се кријат различни планови, не само за истребување на човештвото, туку и за, на некој начин, усвојување на природните ресурси, односно земање на правото на владење на природните ресурси под одредени компании. Зборувам за извори на вода, зборувам за воздух, зборувам за почва и така натаму, семиња. Согледуваме и дека меѓу луѓето се случува нешто, одреден набој, како да се плашат да воспостават релација, да изразат љубов. Се диригира нешто кое што не е добро, не е како што некогаш беше. Луѓето едни на други веќе не си прават добро, а одредени организации го третираат човечкиот род како да е добиток. Дојде време кога скромните луѓе се сметаат за глупави. Добрите пак ги сметаат за лоши, а лошите или лицемерните луѓе ги прогласуваат за добротворци или филантропи. Ова значи дека сцената за доаѓањето на Антихристот е добро поставена и замислете некој како Хитлер да се почитува и да биде препознаван и дочекуван како голем хуманитарец и филантроп, а воедно ја воспоставува таа стратегија за геноцид на населението. Во светски рамки тоа се случува. Се случува и безредие, економски колапс, економска енергетска криза, политички игри. Тоа е се со цел да се воспостави и контрола на луѓето, и креирање на светска влада, која што ќе биде водена од сопствени интереси, односно за да има моќ и да има власт над природните ресурси, но и над човечкиот род. И се разбира, тука не доаѓа во предвид доброто на човечкиот род. Во блиска иднина ќе се укинат некои демократски права на луѓето и скоро во сите земји граѓаните ќе се чувствуваат наблюдувани и угнетувани и ќе се воведат некои нови задолжителни мерки, може би данок на воздухот кој што се диши, може би чипови и различни сензори. Не го предвидувам јас тоа сега. Јас тоа само го согледувам низ перспективата на Светото Писмо каде што ги пишува знаците на последното време. И јас сега како вас да ви посакам среќна да ви е новата година, на што би се темелела таа ваша среќа? На човечката отпадната грешна природа,
на корупцијата која што е присутна во системот, на сатанизмот кој што се пласира, или пак на позитивни мисли и медиумски пропаганди кои што наметнуваат, ви сервираат како вие треба да размислувате. На што се темели таа ваша среќа? Вашата радост, вашиот просперитет и успех само од Бога доаѓаат и само од Него би требало да ги очекувате. Некои луѓе ми се чудат, бидејќи зборувам за Библија, за Свето писмо, нели, за Господ Исус Христос, и често се подсмеваат. Ме доживуваат како нововерец, како забеган. Како и да е, мене тоа веќе не ми е важно. Зашто да зборуваш за Бога, тоа е и привилегија и голем благослов. Јас не гледам вредност некаква, да се опева земската љубов помеѓу маж и жена. Не гледам смисла во тоа да се пеат песни каде што се опева нечија болка или цереша се од корен корнеше, или тугината пуста да остане, или проклет да е овој живот, или така. Не гледам никаква смисла ниту во песните, ниту во уметноста, кога сето она што е човечко, што е телесно, се возвишува на место каде што не му е место. Единственото возвишено место, престолот, на славата му припаѓа само на Бога. И затоа јас сум еден човек кој што пее за Бога, пеам христијански песни, вие повеќето од вас знаете, слушам такви песни, зборувам за Него, на луѓето ги поучувам и ги потикнувам, им покажувам како со молитва да се приближат кон Него, но верувајте, заслугата е Негова, за сето она што го правам. А го правам затоа што се поминува. Само Бог е вечен, само Бог е постојан и само Тој е оној кој што е достоен за слава и чест. Јас не гледам решение за проблемите на луѓето, освен преку Божјата интервенција. Не можам да видам некоја друга поголема радост, некој да се радува, и веќе се радува на материјални нешта, на стан, на кола, на куќа, на некој такви успех во кариера. Меѓутоа, има ли нешто поголемо од онаа радост да се радуваш на Бога и на оние благослови кои што Тој ти ги дал како дечиња, како семејство, родители, нешто кој што со пари не се постигнува, не се купува, ниту пак со труд не се постигнува. И не гледам друго богатство, освен тоа да се живее во заедништвото со Бога. Ова се мои гледишти, сакам да ги споделам со вас. Откако поверував во Бога, јас го сменив правецот на моето живење. Се соочив со многу проблеми заради тоа, но сите тие проблеми се минорни во однос на сето она кое што го искусив при таа средба со Господ Исус Христос. Таа средба ја има во 2012 година и од тој момент јас знам дека Исус е жив, дека тој е Божјиот син, но се за сите нас тој е Господ и Спасител и дека спасението е само преку Него. Близу сме до крајот, но крајот се уште не е дојден. Интересното е што сега секој еден човек може сам да избере каков ќе му биде крајот. Дали тоа ќе биде нов почеток или пак вечна смрт. Штом се раѓаш, почнуваш да живееш, но се сочуваш со разни предизвици за кои што не си подготвен претходно и соодветно разните предизвици и ситуации со кои што се соочуваш те форсираат да созрееш, да се разочараш, да станеш егоцентричен, да мразиш, да се одмаздуваш, да завидуваш, да копнеш за мир и да го немаш. И често пати може да дојдеш до заклучокот дека животот е суров, луѓето се лоши, дека Бог те заборавил или дека ти пак можеби имаш некој проблем.
Јас сега ти велам дека ти не си фабричка грешка, туку душа која што го бара вистинскиот пат. Постојат многу патишта кои што ветуваат осветлена улица и светла иднина, но за жал сето тоа се само празни човечки сонови и човечки планови. Вистинскиот пат, кој е светлина и светилка на твоите нозе, светлина на твојата патека, тоа е Исус. Ако не го побараш и навреме не го сретнеш и не го запознаеш, ќе завршиш со страдање и додека живееш на земјата ќе страдаш, но и после тоа кога ќе заминеш. Не е ова закана, ова е факт. Затоа што секој кој што живее со своите гревови и со својата грешна, отпадната природа од Бога, истиот тој човек умира. Додека ако човекот поверува во Исус и го прими во своето срце, тогаш ќе ја прими и Божјата праведност. И преку Христос прима праведност, по милост на Бога, дар, вечен живот и спасение. Секој има право да избере. Бог го остава своето сонце да грее и над лошите, и над добрите, и им праќа дожд и на праведните, и на грешните. И тоа го пишува во Матеј 5 глава 45 стих. Но дали тоа значи дека сите луѓе, бидејќи врз сите грее сонцето и врз сите врне дождот, нели? Дали тоа значи дека и сите ќе можат да влезат во Царството Божјо? Дали тоа значи дека сите ќе се спасени, бидејќи си мислат дека се родени во христијанско семејство, бидејќи си мислат дека се добри, бидејќи си мислат дека донирале доволно и дека не се толку лоши како некои други? Во 1 Коринтијаните, 6 глава, од 9 до 11 стих во Светото Писмо вели: или не знаете ли дека неправедниците нема да го наследат Божјото царство? Не измамувајте се, ни блудниците, ни идолопоклониците, ни прељубниците, ни мекушците, ни изопачените мажи содомци, ни кратците, ни лакомците, ни пијаниците, ни клеветниците, ни разбојниците нема да го наследат Божјото царство. И некои од вас беа такви, но се измивте и се осветивте и се оправдавте во името на нашиот Господ Исус Христос и во духот на нашиот Бог. Амин. Ако не влезеш во Царството Божјо, тогаш завршуваш во пеколот. Но не бидејќи Бог те мрази, па ти затоа ќе завршиш во пеколот, туку заради твојот избор. Имено, наместо да се потпираш на себе, на својата праведност, на својот карактер, на својата филозофија на живење, наместо да следиш лажни учења и пропаганди од нова епоха, доктрините, енергии, разноразни хороскопи, какви да не се предвидувања, би можел да се свртиш кон Бога и да ја примиш неговата љубов. А таа негова љубов во што ни се откри? Во што ни се откри Божјата љубов? Дали во Буда? Дали во Сај Баба? Дали во Кришна? Дали во Мао Цетунг? Во Амон Ра? Во што? Во 1 Јованово 4 глава 9 до 10 стих вели: во тоа ни се откри Божјата љубов кон нас, што Бог го испрати во светот својот единороден син, за да живееме преку него. Љубовта е во ова: не дека ние сме го возлюбиле Бога, туку тој не возлюби нас и го испрати својот син како жртва помирница за нашите гревови. Амин. Значи Бог не возлюби, не засака, и ти си толку засакан што ако веруваш во Христос, ќе бидеш спасен и оправдан, зашто пишано е, зашто сите сгрешија и никој не успеа да ги достигне Божјите возвишени стандарди. Но поради својата милостива благонаклоност, Бог не прогласува за праведни.
Оправданието ни е подарено преку откупот што за нашите гревови го плати Исус Христос. Римјани 3 глава, 23 и 24 стих. Светото писмо дава многу одговори. Овој период, може би мислиш дека си препуштен сам на себе. Но тоа може да се промени доколку се довериш и целосно му се препуштиш на Бога со тоа што ќе поверуваш во Господ Исус Христос. Јас ти препорачувам да ја примиш таа Негова љубов и ако имаш прашања, побарај ги во Светото Писмо, бидејќи таму ги има сите одговори. Она кое што е важно, секој христијанин да си го постави пред себе си, каков е неговиот христијански однос кон Бога, кон домашните, кон општеството, односно обкружувањето. Дали тоа што сте христијани дава плод? И кој е тој плод? Во Светото Писмо го пишува плодот на Светиот Дух. Меѓутоа, тој плод сведочи за еден променет карактер, затоа што христијанин кој што го спознал Христос не може да живее со стариот карактер и постојано да врши гревови подпирајќи се на Божјата благонаклоност со изговор дека Бог ќе ми прости. Да, Бог простува. Но Бог исто така повикува да го преобразуваме својот ум преку Светото Писмо. Затоа велам да се чита Свето Писмо, подлабоко да се соџвакува таа духовна храна, бидејќи на тој начин секој верник ќе може да разбере како да живее во заедништво со Бога и животот негов да биде плодоносен, а не само религиозен. Има голема разлика помеѓу религија и лична врска со Бога. Но ако сака човек да има успешна година или пак успешен живот и спасение, тогаш треба целосно да се подпре на Бога и да изгради лична релација со Господ Исус Христос. Има многу луѓе кои што се чукаат погради и велат дека се побожни, но истите одат по бајачи гледачи, истите озборуваат, истите вршат прељуба и блуд, истите вршат корупција, криминал. Истите тие му служат и на ѓаволот. И тие токму истите кои што дигаат слави на светци, кои што наводно се побожни, истите тие се лакоми, алчни, се ќе направат за пари. Истите тие кои што се смеат и одат на големи прослави да ги видат луѓето на први редови, истите тие имаат тврдо и камено срце и на сиромавиот ниту мислат, ниту помагаат. Вистинските христијани не се познава дека се христијани според тоа што ќе кажат дека се православни, католици или протестанти, туку по љубовта. И затоа повикувам на тоа да ја примаме се повеќе Божјата љубов и да ја оддаваме, да откликнеме на истата на начин што ќе бидеме во служба на Бога, изразувајќи го Христос, правејќи добрини за Негова слава, а не за ние да се искупиме, да ја измиеме нашата совест или мислејќи дека на тој начин ќе ги исчистиме нашите гревови. Наскоро Господ Исус Христос, жртвата помирница, која што го даде својот живот за нашите гревови да бидат исплатени, истиот тој Исус Христос, кој што умре и воскресна на третиот ден, наскоро ќе дојде на облаците и оттаму ќе ја грабне црквата во висините, ќе ја крене, ќе ја одземе од планетава Земја. Зошто? Бидејќи ќе се случува сериозен период на страдање во светски размери и сето тоа ќе се оствари, а сето тоа и го пишува во Светото Писмо, сум зборувал на тоа и имам многу снимки на таа тема кои што можете да ги видите на мојот YouTube канал Кајшаров или пак на Facebook пејџот Кајшаров. Се уште може човек по милост на Бога да му се обрати на Исус, да го прими за свој Господ и Спасител, да се покае за своите гревови, да тргне напред. И јас тоа го посакувам на секој човек.
Без разлика дали ти си веќе спасен и новороден, може би си 10 години во црква како новороден, 20 години, 30, независно од годините. Може би си само религиозен и не осознаваш дека треба званично да го избереш Исус Христос, меѓутоа еве вечерва во овој момент слушаш и учиш дека токму така треба званично да го повикаш и да го примиш Исус Христос за свој Господ и Спасител. Она што е важно да сватиш е дека кога живееш со милоста на Бога, целосно оправдан и покриен со неговата љубов и праведност, ти стануваш плодоносен човек. И веќе не си егоцентричен. Не работиш за своја слава, за своји интереси и задоволувајќи ја својата суета. Ти веќе работиш за Царството Божје, за да се прослави Христовото име и повеќе не си онаков дистанциран кон луѓето и кон останатиот свет, туку напротив, сакаш сите да ги прегрнеш и имаш сочувство, љубов, разбирање, не се штедиш. Едноставно Светиот Дух работи во тебе и те потикнува да ја изразуваш Христовата љубов. Пред некој ден Светиот Дух ми посочи да прочитам нешто од Светото Писмо, да медитирам на тоа и токму тоа го сторив. Се работи за втората глава од Тит, 11 до 14 стих. Вели вака: зашто се јави Божјата благодат која носи спасение за сите луѓе. Значи се јави Божјата благодат која носи спасение за сите луѓе, вели. Која не воспитува да се откажеме од безбожноста и светските походи, да живееме разумно, праведно и побожно во сегашниот век, очекувајќи ја блажената надеж и славното јавување на нашиот семоќен Бог и Спасител Исус Христос, кој се даде самиот себе место нас, за да не избави од секакво беззаконие и да очисти за себе собствен народ, кој му припаѓа, кој ревнува за добрите дела. Божјата благодат или незаслужената Божја милост преку Христос, дадена за спасение на сите луѓе, значи секој може да избере, таа Божја милост не воспитува да се откажеме од безбожност, неморал, злоба, светски похоти. Значи, оној човек кој разбира што Господ Исус Христос направил за него, нема да биде христијанин кој што свесно ќе практикува грев, туку ќе живее разумно, како што прочитавме, праведно и побожно, со очекување на славното јавување на Господ Исус Христос, кој што е блажената надеж. Затоа ви велам, браќа и сестри, сите вие кои што сте христијани од било која деноминација, милоста на Бога е врз сите нас, но тоа не значи да не се покаете. И да не размислите, да не погледнете во вашето срце и да погледнете дали тоа е мека глина или пак тврда глина с каменете која што се дроби од ладнина, од суета. Секој еден од нас треба да е чувствителен на Светиот Дух, но секој еден од нас треба секогаш да биде како дете, без разлика на искуство животно, теолошко образование или какво и да е, духовно доживување, искусување и надприродни појави. Сите ние треба да погледнеме во нашето срце дали тоа е подготвено за средбата со Бог, кој што наскоро доаѓа. Затоа потикнувам, покајте се за секој грев и пребивајте во Божјата милост која што ја примивте преку Христос, кој што е нашата блажена надеж и го очекуваме да дојде. Значи, јас можам да ви посакам вас среќна нова година, но тоа е само една реченица, една изјава која што веќе нема значење во вакви околности и во вакво непредвидливо време, кога сите ние се соочуваме со реалноста, односно она кое што сме мислеле дека функционира, не функционира. Изгледа дека функционира. Она што навистина ќе функционира во твојот живот ќе биде водството од Бога, ако му дозволиш, му допуштиш тој да те води во животот. Во Тит 3 глава би завршил со ова
Вели, порано и ние бевме неразумни и непокорни. Одевме по погрешниот пат, бевме робови на грешни страсти и на секаков вид телесни задоволства. Бевме злобни, завидливи и исполнети со омраза. Се мразевме еден со друг. Но тогаш Бог, нашиот Спасител, ни покажа колку не сака и колку ни е благонаклонет кога не спаси, не затоа што со нашите постапки тоа го заслуживме, туку затоа што Тој е милостив. Со силата на Светиот Дух не изми, не прероди и направи од нас нови суштества. Изобилно го излеа врз на Светиот Дух преку нашиот Спасител Исус Христос. Не оправда, затоа што ни е благонаклонет и сега можеме да се надеваме дека ќе добиеме вечен живот. Амин. Оваа надеж ја живееме и ја имаме сите ние кои што сме во Христа, но ако ја немаш, ако го немаш Христос и ако не веруваш дека Тој доаѓа, твојот живот нема да има ниту вкус, ниту ќе имаш смисла, ниту мир, ниту ќе го искусиш спасението, ниту ќе имаш постојана радост во Господа, која што впрочем ти дава сила. Затоа препорачувам со оваа нова година, сврти нов лист во животот. Сврти се кон Бога и живеј за Него, не за себе. Што и да се испречи на твојот пат, знај дека Бог е тој кој што го има првиот и последниот збор. Тој ќе те извлече од секакво зло и непријатност, само е потребно да допуштиш Тој да го управува твојот живот, твоите мисли, твоите емоции. Бог не е насилен. Бог ти дава право на избор, Тој сака да општи со тебе и ти потребно е како дете кон својот татко да му се обратиш. И тоа го можеш длабоко во себе. Има зборови со кои што можеш да му се обратиш. Јас имам снимено повеќе молитви за тоа како да му се обратиш на Бога, но она што е важно да сватиш, да му зборуваш од длабочините на твоето срце, а не преку религиозни молитви, беседи и различни други човечки умисли. Бог е жив. Го гледа твоето срце, твојот ум, твојот живот. Тој те чека трпеливо да му се обратиш, да го повикаш тој да биде кормиларот на твојот брод, на твојот живот. Оваа година, тоа е мојата молитва за секој еден човек, за секоја една нација, вклучително и нашата. Тоа е мојот копнеш, секој човек да биде спасен, да ја прими радосната вест Евангелието за Христос, да поверува во Него и да се спаси. Црквата да расте и да го дочека доаѓањето на Господ Исус Христос. Јас сум еден сведок за Него. Некои од вас ме знаете од моето минато. И јас не го крием моето минато. Напротив, во сета таа моја грешна состојба, само согледав колку Бог е милослив и јас сум жив пример за тоа дека Бог може секој човек да го трансформира. Не дека сум совршен и не дека мојот живот стана совршен, но значително е променет. Имам вкус. Боите ми се убави. Имам радост. Знам да плачам и да сочувствувам. Знам да верувам, да се надевам. И знам дека крајот е победата во Христос. Живеам и го сакам животот, но некако порано кога се лакомев и кога се сакав да зграбам. На некој начин осозреав, но не зреење од животно искуство, туку осозреав од кога го примив Христос и од кога почнав да вкусувам од Него, од Неговото Слово кое што е живо, кое што е семе на живот и кое што ако го примаш во себе, те оживува од внатре, го оживува твојот дух. Затоа, пријатели, роднини и сите вие новинари кои што ме знаете од друго време и соработници, јас сум оној Константин кој што некогаш го знаевте, дете од мал град, од Велес, со големи амбиции,
кој што започна да чекори со желба да помага на луѓето, а навлезе во нова епоха доктрини. Го шеташе светот, беше пропагатор на тие доктрини, мислеше дека знае се, но на крајот осозна дека не знае ништо и кога падна вдолу, Бог ме крена. Ми се објави по Негова заслуга и од тој момент започнав да живеам во Него и Тој во мене, како што може и во тебе да започне да живее ако го поканиш сега во овој момент. На ваков начин ти посакувам да ти е убава новата година, плодоносна, со присуството Божјо, со водството од Светиот Дух и со убаво духовно хранење на твојата душа и твојот дух преку Светото Писмо. Бидете благословени сите кои што следите во името на Господ Исус Христос и не заборавајте дека на престолот на вашиот живот треба да остане само Тој. Бидете сите задоволни со она што го имате, бидете благодарни и скромни. Бидете христоподобни, христолики луѓе, кои што навистина откликнуваат на Исусовите зборови да бидеме сол и светлина на овој свет. Јас ви посакувам благословена година во името на Јешуа и не заборавајте, Мараната, Господ доаѓа. Шалом.